Така е, денешниот оброк на денот е со нашата Ана Крстановска, која што за прв пат ќе ви ја представиме во нашата кујна и генерално во утринското шоу. А ова што го гледате, не залудно одбравме вака да го стартуваме овој дел од емисијата, бидејќи ова ни е подарок од Ана за целата екипа. Едни распукани колачиња. Се шегуваме тука со колегите за дрежија, погрешка не се испукани, туку таков е рецептот. Ќе ги дегустираме по завршување на емисијата, ама ќе ни биде дополнителен предизвик да го дегустираме и она што Ана во живо денеска ќе ни го подготви. Станува збор за еден интересен рецепт кој што заеднички некако го договоривме да биде од една страна нели здрав, да биде брз, нели брзо да се подготви и да има супер намирници, нешто што да речеме и нели рецептот кој што постојано го нудиме на вас публиката, а Ана се нафати денеска да ни го подготви. Ана, прво ти посакувам добре дојде во нашата кујна. Ние сме некако при крајот на сезоната и многу ми е драго што покрај многуте луѓе кои што ги имавме изминатиот период, еве пред крај те имаме и тебе. Да те запознаеме и да запознаеме што вешто ти правиш во кујната. Добро ве најдов, ви благодарам најпрво за поканата. Навистина чест и задоволство да се биде дел од вашата емисија, како за прв пат, одлично се осеќам. Баш ми е драго, така ќе биде и до крај, со оглед на тоа што сега ќе ти дадам работа, па малку ќе подзаборавиш на онаа минимална трема која што ја имаш. Ана, зашто се одлучи да им презентираме на гледачите, бидејќи јас знам, рецептот е присутен на твојот блог, ми споменати еден од побараните, еден можеби од оние кои што многу од луѓето го имаат направено во своите домови, секако по препорака твоја. Многу добро изгледаше на фотографија и чекам да го дегустираме и ние тука. Зашто станува збор да им доловиме на гледачите? Вака, денес се одлучив да ги правам овесни корпи или овесни гнезда, како што ги нарекувам јас. Тие се во здрава варијанта, не содржат шеќер, не содржат глутен и мислам дека се идеален предлог нели за ужина, за дечињата, еве да кажам и за нас возрастните. Може слободно да се носи на работа, практични се, брзо се прават и така мислам дека идеален предлог за денес. Тоа и некои, претпоставувам и луѓето кои што те следат, тоа е и едно од главните нивни барања, нели така? Претпоставувам рецептите да бидат брзи, затоа што малку е турбулентно времето, во постојана трка сме нели со секој со своите обврски и времето кое што го поминуваме во кујна сакаме да биде нели да биде побрзо, брзо, а од друга страна да добиеме квалитетен оброк. Кажи ми, ова е целосно твој рецепт, можеби нешто си погледнала, си се инспирирала од некој друг профил или е некој рецепт кој што е добро познат па ти го прилагоди во твојата кујна? Така, искрена да бидам, сликата ја видов на интернет и така се инспирирав, нешто додадов, нешто одземав и мислам дека состојките се идеални и може секој да ги направи, или не треба да си вешт во кујна за да го направиш ова и така да тоа е мојата инспирација за вас и за гледачите. И пајде да стартуваме со оглед на тоа што нели дел од процесот си бара и печење. Знаете што се подразбира нели нашата кујна во такви ситуации, ние ги имаме подготвено од дома, поточно Ана ни ги испече од дома, иако печењето ми спомена ти е многу брзо. 15 на минути, значи толку максимум, минути. Но испечените корпи кои што се зад нас, за кусок ќе бидат тука пред нас и ќе ги декорираме и филуваме, но до тогаш да ви ја покажеме постапката како да дојдете до тој момент. Прво, Ана, да споменеме што се од намирници имаме тука. Колегите зад камери ќе ни помогнат да им доловиме на гледачите што се ни е потребно за овој рецепт. Така, значи тука имаме 200 грама овесни снеголки. Сакам да напоменам дека треба да бидат сирови, да не бидат од ние кесичка инстант, поради текстурата нели на корпите. Потребно ни е 2 банани, се препорачува исто да биде позрела бананата заради блажината. Потребно ни е мед. Тоа е единствената состојка што дава блажина во овој рецепт? Па и медот. И мед. Медот би го напоменала, да, кокосово масло и ванила арома, толку ни е потребно. Сега за вкус, кој што сака може да додаде нели и цимет како вкус, доколку го сака нели циметот. Така, тоа е во принцип да си играме, тоа е всушност смесата која што треба да ја печеме. Така. Јас додавам и сува брусница, ради вкус, може и било кое друго суво овошје. Тоа е интересно, ќе дојде малку киселко. Така. И пајде да започнеме, Ана, со оглед на тоа што после не чекаат и печените, па треба да ги декорираме. Значи најпрво бананите нели се пасираат. Добро. Може додека ти подготвуваш, нели секако да си разговараме, само да напоменеме дека Ана минатата година за 2021 година доби една интересна награда. Нели актуелна по социјалните медиуми, беше прогласена за како сега да го преведеме, food influencer за 2021 година или нели
инфлуенсер во поглед на кујната, гастрономијата, рецептите и така натаму. Како нова звезда би рекла. Така. Ана, генерално од кога дали љубовта кон кујната и кон готвењето и кон експериментирањето ја имаш од многу одамна или се започна последниве години? Па да ви кажам искрено, јас од секогаш сум сакала да готвам. Тоа сум имала пример од мојата мајка и мојата баба и они цел живот биле, да кажам, љубители на кујната. Меѓутоа тоа исклучиво дојде на, да речам, на виделина за време на пандемијата, каде што сите имавме повеќе време да бидеме нели дома. Да. Па и многу успешни веќе бизниси. Така, да, многу се ги открија, да речам, талентите тој период. Некако нели таа затвореност по дома можеби психички ни влијаеше негативно, ама од друга страна пак креативноста беше на максимално ниво кај сите. И драго ми е што е така. Претпоставувам дека и кај тебе се случи таа промена. Почнав да објавувам рецепти, фотографии, нели, на мојот приватен профил и многу ме прашува за рецептот, како го направи, што го направи. И така дојдов, нели, до идеја да да направам некое катче, мое катче, каде што ќе ги објавувам, нели, сите тие фотографии, слики што ги спремам, нели, од рецептите. Беше ли тешко да се допре до што поголем број на публика? Градењето на блогот не е едноставна работа, затоа што нели постојано треба да сте активни, да објавувате, односно првенствено да готвите, да припремате рецепти, а од друга страна, нели, за да дојде и допре до гледачот и до следбеникот, клучна и добрата фотографија. Дефинитивно, значи јас почетокот не очекував да имам толкава поддршка, бев изненадена бидејќи како што напоменав, мислев дека тоа ќе биде само за одреден круг на пријатели што ги имам, нели? Но како почна да се шири бројката, нели, да имам поддршка и од повеќе луѓе што не ги знам, тогаш ја сватив посериозно, да кажам, и многу ми е драго ради тоа. Тоа ми е мотивација, инспирација да бидам уште подобра и одлично. За тоа кој пат го одиш говори наградата нели која што си ја добила минатата година, а верувам дека тоа е еден мотив плюс за да бидеш нели што поактивна, за да споделуваш рецепти. Колку си во комуникација со луѓето кои што те следат, бараат ли од тебе, не знам, да објавиш нови рецепти, на кој ниво ви е комуникацијата? Така, многу ми е драго бидејќи имам многу нови познанства, да кажам, пријатели, благодарност за сите што ме поддржуваат секојдневно. Тоа многу ми значи и верувам дека на сите им е мотивација да бидат уште поуспешни и поинспиративни. А на кои профили ти ги следиш вака, кои ти се тебе инспирација во готвењето? Спомена дека влијанието го имаш наследено од твојата мајка и од твојата баба, веројатно можеби се уште нивното влијание го чувствуваш со некои рецепти кои што сакаш да ги оживееш. Меѓутоа верувам и дека како што спомена дека за овие корпи кои што денеска ќе ги подготвуваш, си се инспирирала само од една фотографија, но претпоставувам дека има и профили луѓе кои што навистина ги почитуваш во поглед на нели она што го приготвуваат. Готвењето е уметност, можам да кажам, и многу е битна поддршката. Јас секогаш сум тука за поддршка на луѓето нели што се занимаваат со ова ја што го правам и сметам дека поддршката, пак ќе кажам, е доста битна, нели треба да се поддржуваме. Така е. А и секојдневно еден да се поттикнуваме, инспирираме. Овој рецепт конкретно на каков фидбек има наидено од страна на твоите следбеници? Така, мислам дека е доста правен, бидејќи често ми праќаат пораки пораки дека им се допаднало, ми праќаат слики и така тоа ми дава уште поголема мотивација да спремам нешто ново. Сега само да им кажеме на гледачите, смесата е подготвена, веќе видовте, Ана мешаше релативно кратко, тука имавме двете банани, увесот што стави мед малку? Мед, кокос, кокосово масло, брусница, банани. И што беше ова? Арома ванила, ја ставивме арома. Добро, значи тоа е смесата која што ја добивате, односно тоа се состојките кои што ги мешате и смесата која што ја добивате и како таква веќе ги полниме калапчињата кои што понатака ќе бидат спремни за печење. Сега во интерес на времето, Ана, ве можеш 3 да наполниш. Добро, важи. А потоа со нели магијата на телевизијата ќе ги извадиме испечените. Сакам да кажам дека вака ми е попрактично за полнење во хартиени корпи, бидејќи се пофиксирани и ги ставам во
нели уште еден калап за мафини за да не мрда за да и полесно се печат. Така. Апсолутно. Да, јас ја користев оваа алатка за поубаво да ги обликувам, да кажам. Точно. Ете така, Ана ќе ги наполни, може само 3, во интерес на времето, да не губиме време. Значи, целата смеса која што имаат, луѓето ќе се искористат за да си ги наполнат овие калапи за мафини. Значи, поентата е да направите една влабнатина, односно да бидат баш како корпи, за да можете подоцна да ги полните со, ќе видите со што за многу скоро време. Да, затоа што споменав дека веќе ги имаме испечени, меѓутоа повторно ќе кажам дека креативноста кај секој еден од нас е на максимално високо ниво кога сме во кујната, така што освен ова што ние денес ќе ви го понудиме како предлог за тоа со што можете да ги наполните овие курпи, се разбира дека оставаме и на вашата имагинација, фантазија, креативност и едноставно посветете се да може да се полнат со што сакаат. Да, апсолутно се сложувам. Ете така, ова е чисто колку да видите како тоа изгледа, Ана наполни 3, а сега така магично испечени готови се. Ги имаме и тука во студио. Еве, Мите, можеш да видиш, ги печевме, Ана, колку време? 15 на минути, толку им е доволно. На која температура? 180 степени. 180 степени, околу 15 на минути ги печете и генерално тоа е и смеса која што може и како таква да се јаде. Сакав да кажам дека може да се направат и бомбици од оваа смеса, значи слободно. Да, така без печење, без ништо, бидејќи имаме овес и банана, значи тоа е таа смеса која што може слободно 2 во 1 рецепт. Ете, така Јана. Веќе на сите ни требаат такви брзи рецепти кои што имаат и модификации. Епа, Ана, да придеме на работа. Ајде, кажи ми сега што треба да правиме, слободно ќе ти помогнам и јас. Вака, сега јас се одлучив да ставам комбинација од јогурт. Јас само ќе тргнам се она што не ни треба за да имаме чиста маса, за да можат гледачите да ја доловат. Се одлучив на комбинација од грчки јогурт со мед. Многу сакам такви комбинации сладко-кисели. Многу ми се допаѓаат. Мислам дека е совршена комбинација со овесните корпи. Ние коментиравме дека грчкиот јогурт е неутрална смеса, односно неутрален вкус има, така што можете да го комбинирате и во солена и во блага варијанта. Овој пат го имаме во блага варијанта затоа што ти спомена малку киселко, сладко-киселко ќе добиеме. Ајде, Ана, како ти е замислата, со што ги како одире досадот впрочем? Не е ништо комплицирано, значи буквално креативно се споменуваме дека апсолутно можат гледачите слободно да си играат во својата кујна. Да. Дали сакаш и јас да ти помогнам? Може слободно. Ајде едно мафинче од мене за Мите. Ајде. Добро, Мите. Значи малку. Тука имаме грчки јогурт со мед, така ми спомена? Така, да. Добро. И тоа е путерот кикирики. Тој совршено се вклопува во комбинацијата. Добро. Ана, како е по дома, со оглед на тоа што нели си фамилиарна дама, семејство, работа, претпоставувам колку време посветуваш на блогот, на рецептите, претпоставувам и дома членовите на семејството бараат најразлични рецепти, да бидеш креативна. Значи сакам да ги поздравам. Како комбинираш во моментот? Знам дека ме гледаат. Поздрав до сите, поздрав до дечињата. Многу ми помагаат, они сакаат да се мешаат во кујна. Сакаат? Да, посебно малечката, она сака да ми помага околу со стојките. Синчето повеќе за фотографија, многу ми е битно, тоа сакам да кажам, да, имам цел тим. И дегустатори, све. Браво. Да. Тоа е клучот на успехот, поставувам. Да, еве сега малку тука декорација. Тука веќе си играме, така? Да. Кој што сака, како сака, може да се стави. Добро. Сакам да кажам дека доста ми е битно, освен нели успешен рецепт, и добра фотографија. Последно време многу се фокусирам на тоа. Значи сакам да го доловам рецептот баш онака привлечно на изглед, како и на вкус. Па нормално, мислам дека тоа е првиот момент кој што нели поминува кај нас, кај сите нели прво треба да е привлечно на око. Тоа е она што ни го задржува вниманието, а потоа ако е нели и на вкус, тогаш тоа е веројатно добитната комбинација. Така. Добро. Можам да кажам дека тоа ми однема и повеќе време од готвењето, искрено, бидејќи јас сум упорна по природа и сакам да нели дури не го остварам тоа што си го имам замислено за не застанувам.
Еве тука ставивме малку и Во поглед на бананчиња. декорацијата, отворени раце, отворена имагинација и креативност. Сега пред извесен период со една наша гостинка тука во кујната зборавме дека ова е време на пазари или одење на пазари, затоа што кога ќе појдете на пазар, боите буквално ве освојуваат и можете да купите се и се што, најразлични зеленчуци и овоше и буквално со сите тие намирници да си играте во кујната, така што денес еве декорираме дел од мафините, односно од овие овесни корпички со капини, меѓутоа сега ги имаме малините се тука актуелни. Имаме и други овошје. Ти ни донесе праска, портокал, значи буквално можеме било што да ставиме. Дори нане донесов еве малку за зеленило. Да, мора со нането. Многу го сакам нането. И дава некоја убава текстура. Мислам текстура, боја. Па добро и шмек и вкус. И шмек, да, ете така. Може да употребиме и нешто од праската и портокалот, затоа што да биде така поразиграно, повесело. Затоа ја донесов. Така. Се двоумев денес да направам бомбици, исто со банана. Од оваа смеса или нешто малку поинаку? Нешто поинаку, меѓутоа мислам дека бомбиците се така по видени. Ова е нешто што ете. Да, имаш право. Да. И заради тоа се одлучив на оваа комбинација. Добро. Некаде сме и при крај, Ана. Јас се надевам дека ти беше пријатно во нашата кујна. Ти кажав дека времето брзо ќе ни помине. Да, дефинитивно. Со заеднички убав разговор. Дефинитивно. Ви благодарам на поканата. Ќе придонесам тука вака малку со декоративниот момент. Ана, што те очекува летово? Дали кога ќе одиш на одмор готвиш или тогаш одмараш? Па да ви кажам, тогаш си посветувам време на себе, на децата, на фамилијата. Правам една пауза, да кажам. И после се фокусирам по мотивирана. Ете, зависи каде одам на одмор. Така. Јас морам да го доискористам на него, им што изгледа убаво визуелно, ама и тука е нели вкусот. Супер испадна. Да. Мене многу ми се допаѓаат. Се надевам дека ќе ви се допадне. Па јас едве чекам да ги дегустираме, а се надевам и на гледачите. Слободно може да наредиме уште малку од овошјето. Добро. Да. Ние ќе си продолжиме со декорацијата, ама зад камери. Тука некаде ќе ви заблагодарам за тоа што не проследивте и денеска во овој денешен рецепт на денот. Се разбира видеото со Ана Крстановска ќе го имате на нашиот YouTube канал. Ана, ти благодарам многу. Благодарам и на вас. Се надевам дека пак ќе ме поканите. Апсолутно во новата сезона. Останете со нас, по рекламите следуваат уште содржини.